Со оглед на тоа што знаеме дека од сите истражувања направени за болеста мултипла склероза, дојдено е до заклучок дека пациентите со МС особено тешко ги поднесуваат стресните ситуации и конечно затоа што исто така знаеме дека интензитетот на стресот е право пропорционален со настанувањето на релапси и со прогресија на болеста. Многу е важно да ги пронајдеме главните причинители за стрес кај лицето болно од МС и да научиме како да се справуваме со нив, како да ги елиминираме или да ги сведеме на минимум. Затоа постојат разни техники кои што може да ги примениме. Една од техниките кои што можете да ги примените во било која стресна ситуација, што можете сами лесно и едноставно да примените, е техниката на длабоко дишање и релаксација. За таа техника да ја примените е потребно да најдете место каде што на 5 минути ќе се одвоите од сите останати, кај што ќе видите сами, ќе седнете и ќе почнете да дишате длабоко со очите затворени. Длабокото дишање е по методот, најдобро е по методот 4-2-6, каде што 4 е да броите до 4 додека вдишувате, како што одат секундите, нели? До 4 вдишување, задржувате до 2, 1-2 и потоа до 6 издишувате. Она што најмногу не опушта, тоа е токму издишувањето, кое што треба да е доста подолго отколку вдишувањето. Вдишувањето го правите на нос, издишувањето е на уста, на овој начин. За да трае што подолго. Бидејќи рековме дека тоа е она што најмногу ве опушта. Од кога ќе го направите ова некои 10 до 15 пати, ќе осетите дека телото ви е опуштено, што подразбира дека и умот ви е делумно опуштен и веќе мислите не лутаат како претходно. Во тој момент погледнете замислете ги вашите мисли, негативните стресни мисли, замислете ги како темни облаци на небото и видете како овие темни облаци си заминуваат. Со нивното заминување, небото се отвара, односно небото се открива како чисто плаво, се разведрува, се појавува сонце. Додека го гледате тоа во умот, почувствувајте како и вашите чувства, вашето расположение се подобрува скоро моментално. Штом тоа ќе го почувствувате, пробајте да се фокусирате на нешто позитивно. Оставете ги тие мисли. Ви сте виделе дека мислите заминале, негативни мисли заминале, сега оставете простор за повикајте ги во умот позитивните мисли. Сетете се на нешто убаво, сетете се на нешто позитивно. Или сетете се на нешто или на некого што го сакате и задржете ги мислите таму. Ќе видите како веднаш ќе почувствувате подобрување. Значи, тоа е една од техниките кои што може да ви помогне инстантно. Инаку постојат и многу други техники. Исто така е многу корисно да користите јога или барем одредени вежби од јога, медитации, водени визуализации и така натаму. И она што секогаш е најкорисен совет, секако да побарате стручна психолошка помош и да научите справување со стресот на подолги патеки. Значи, не само инстантно нешто што може да ви помогне, туку да научите во секоја ситуација, кога се работи за подолго траен стрес, како да се носите со него и како да си ја подобрите состојбата, за да не дојде до влошување на болест.